Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните. Пази, Мики. Види, собранието го усвоил законот за употреба на македонски јазик, историска победа на македонскиот јазик во Грција. У Лидл, у Лерин го употребуваат македонскиот јазик. Бугарски преведувач превел објави над 70 дела на македонски автори. Почнуваат курсеви по македонски јазик на факултетите во Тирана. Абе, Мики, нели бе вакво нешто се збореше дека ќе исчезне македонскиот јазик или не? Ајде да ги прашаме граѓани. Доколку ти би бил министар за заштита на македонскиот јазик, што би направил у првите 100 дена? Не би бил министар никогаш во живот. Да? Да. Тоа е тешко, брат. Нити ќе бидам, нити знам што да направам. Да се тера децата повеќе да читат книги од македонски автори. Сите кои што сме во Македонија да го учиме на високо ниво јазикот. Да се зачува името и јазикот. Многу малце се знае за нашиот јазик. Повеќе да се учи граматика, но и литературата сметам дека е доста запоставена. Мене воопште не ми е спорен македонскиот јазик, си постои, ќе постои, извека постои наравот. Би увел македонски да се учи како редовен предмет таму во нивното училиште. Јазикот е жива материја, треба се инвестира за да расте. Кажи ми, дали очекуваш македонскиот јазик да се учи во Грција и да се употребува во Лидл, например, во Лерин, во маркет? Не би очекувал, но вака Не би било лошо. Јас очекувам за да сакам. Па да, би требало. Најверојатно не. Не, зашто? Па не ми звучи реално тоа. Ако се донесат одлука да го употребуваат, нека го употребуваат. во Лидл, Да. во Грција. Да. Па мислам дека македонскиот јазик уште во Егејска Македонија се зборува колку толку. На каса македонски да се збори, да, ама не, веројатно не. Па да, зашто не? Ако можеме ние да изучуваме други јазици, би требало ти да го прифатат и да го користат. Ја мислам дека треба да се учи, пошто веќе зборат таму, така да и у Лидл вајде да ги прашаш на македонски знаат, пошто роднини што ми живеат таму знаат. Дали прочитавте за бугарскиот преведувач кој објавил над 70 преводи на македонски автори? Не сум прочитал. Дали сметаш дека тоа е признавање на македонскиот јазик од бугарците? Да, дефинитивно. Има зашто да го признавате, ние сега имаме наш јазик. Па не можно поддржување да не признавање. Веројатно да. Малку по-формално признавање на јазикот е поадекватно, но само преводот е сепак некој признание, со оглед на тоа што претходно се случувало. Па на некој начин да. Не би рекла дека е признавање на македонскиот јазик, затоа што тоа треба да биде официјално со документи. Најверојатно да. Да? Сметаш дека тоа е добар чин? Па зашто да не? Под Ако е бугарска така права? е признавање. Дека постоиме како народ, имаме свој македонски јазик. Така е. Собранието го изгласа новиот закон за употреба на македонскиот јазик. Какви промени очекувате? Никако. Па не сум осетил никаква промена од ниеден закон. Не очекувам промени никако. Реално не знам. Да? Искрено не знам. Повеќе да се користи во нашата држава. Искрено, фиши. Да? Да, се надам дека ќе биде подобро. Сите да го користат само македонскиот јазик. Ништо не очекувам. Да не се употребува толку многу англиски јазик или српски јазик, сметам дека треба да си го зачуваме нашиот јазик, да се читаат повеќе дела на македонски јазик одошто на англиски. Дали македонскиот јазик ќе стане службен јазик во ЕУ или пак ќе исчезне како што некои тврдат? Се надам дека ќе остане, нема да исчезне. Ако влезе во ЕУ, сигурно ќе ни го признаваат. Мислам дека и сега го признаваат. Службен јазик не знам дали ќе стане во ЕУ, а не верувам дека ќе исчезне. Па ако има уредба дека секоја членка со својот јазик влегува, зашто да не влезе и македонскиот јазик? Не верувам дека ќе исчезне, мислам дека имаме доволно докази за да остане каде што си е и како што е. Не, тој понатака ќе се користи, моје мислење. Ние тука живееме сепак, ова е наша држава. Мислам дека би исчезнал, не би обстанал македонскиот јазик во ЕУ. Се надевам дека ќе остане. Тоа е жива материја и секако ќе се случи и ќе се остане македонскиот јазик. Не би знал зашто да не стане јазик офицера на ЕУ. Најверојатно ќе исчезне зашто се користат јазици како англискиот што се општо прифатени. Па се надевам дека нема да исчезне. Треба да стане, така да јас не мислам дека би исчезнал. Да исчезне? Не, ни случај. Постои нашиот народ, постои нашиот јазик. Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните.